Добро вечер. Започнува денешното издание на емисијата Живе и здраво, која во својот редовен термин можете да ја следите во живо се разбира на К1 телевизија секој вторник од 19 часот. Вечерва ќе говориме за дегенеративните заболувања на зглобовите, за тоа како настануваат, како се лекуваат и како да се превенира од овие заболувања. Тоа всушност ќе биде и темата се разбира за вечерва. Мој и ваш гостин е примариус доктор Тодор Ношпал, ортопедски хирург, субспецијалист од специјалната болница Филип II. И пред да му кажам добро вечер на нашиот гостин вечерва, на самиот почеток, почитувани гледачи, ве повикувам доколку имате било какви прашања за оваа тема до докторот вечерва, 043-230-690. Слободно јавете се. Докторе, добро вечер. Добро вечер. Добро дојдовте. Така, добро дојдовте во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Благодарам, добро вечер. Така, рековме ќе говориме за дегенеративните заболувања на зглобовите. Кои се најчестите заболувања на зглобовите? Да, дегенеративните заболувања на зглобовите се едни од најчестите воопшто во медицината, значи или така наречени артрози, кои што завземаат голем процент од болестите поради кои што пациентите се јавуваат на доктор. Значи негде околу 70% од пациентите се јавуваат на матичниот лекар со болка во било кој од зглобовите, болка во рбетот и с која што ги оневозможува во нивните нормални активности. Дегенеративните заболувања на зглобовите настануваат поради повеќе причини. Значи, така наречените артрози всушност представуваат едно комплексно заболување на секој зглоб, кој што нормално настанува во текот на староста, значи во текот на старењето на организмот. Меѓутоа, во некои состојби може да дојде и до забрзано пропаѓање на зглобот, предизвикано од состојби кои што претходеле во самиот живот. Заради тоа, дегенеративните заболувања и артрозите ги делиме на примарни, односно тие кои што се идиопатски и настануваат нормално со старењето на организмот кај секој човек, и секундарни кои што се јавуваат поради некоја причина, дали е тоа некое пореметување во развојот, кој што може да биде уште од матката, значи од кога детето е уште во матката кај мајката, понатаму во детската возраст, заради некоја повреда, значи заради травма во текот на животот, која што е лошо санирана, заради инфекција, која што може да доведе до пропаѓање на зглобот, било да е тоа неспецифична инфекција со некој неспецифичен микроорганизам или специфична инфекција како што е туберкулозата, бруцелозата. Понатаму реуматски заболувања, пореметувања како што се шеќерната болест, пореметувања на крвните садови, значи на крвоснабдувањето на самиот зглоб и други состојби кои што би можеле да доведат до пропаѓање на зглобот. Се работи за едно комплексно заболување кое што всушност е заболување на првенствено на рскавицата во крајна инстанца и пореметување на конгруентноста на самиот зглоб, односно на зглобните површини, кои што повеќе не налегнуваат онака како што би требало, како што анатомски би требало да се зглобуваат. Целата таа состојба е всушност заболување кое што е и на обвивката на зглобот, кое што е и на коската на самиот зглоб и на рскавицата во крајна линија. Значи може да настане бујање на таа
внатрешна мембрана, внатрешна обвивка, која што служи за произведување на синовијална течност, се нарекува синовијална мембрана, која што служи пак за исхрана на зглобната трскавица. Бидејќи зглобната трскавица нема крвни садови, нема нервни завршетоци, значи таа не боли сама по себе. Нервните завршетоци и крвните садови завршуваат во таа субхондрална коска, односно коската која што се наоѓа под зглобната трскавица и се исхранува само преку таа синовијална течност. Секоја состојба која што ќе доведе до пореметување на таа обвивка, доведува до пореметување во растот на зглобната трскавица. Значи, трскавичното ткиво е такво кое што има слични карактеристики на мозочното ткиво. Значи, секоја изумрена клетка не може да се замени со нова. Таа останува изумрена, а човечкиот организам има генетски еден одреден број на такви трскавични клетки во текот на животот. Што значи со незино трошење, доаѓа трошење на целата таа трскавична капа која што се наоѓа на зглобното тело и обично незината дебелина е околу 3 мм, 2 до 3 мм, 4 зависно кој зглоб како. И воколку таа се потроши доаѓа до удирање коска на коска, со што се јавува болка, бидејќи нервните завршетоци се токму тука под таа трскавична капа која што се наоѓа во зглобот и која што се зглобува. Друга работа која што може да настане е пропаѓање, значи, на спонгиозната коска или онаа сунгереста коска која што се јавува на краевите од коските, која што ја има на краевите од коските, која што всушност е дел од самиот зглоб. Воколку настане некое пореметување тука, без разлика дали е тоа инфекција, дали е пореметување на васкуларизацијата, па пропаѓање на коскеното ткиво, значи доаѓа до еден колапс на самиот зглоб и до инконгруентност, која што пак забрзано доведува до дегенерација на самиот зглоб и до пореметување во неговото зглобување, во зглобувањето на зглобните тела. И тогаш обично се јавуваат првите симптоми на болка. Значи, првично пациентите се жалат на нелагодност по самиот зглоб, нешто чувство како да не е како што треба во почетокот на заболувањето. Понатаму доаѓа поинтензивна болка, која што на крајот станува неиздржлива. Се јавува оток на зглобот, се јавува црвенило, значи оние класични знаци кои што се јавуваат кај едно воспаление. Меѓутоа, ова е неспецифично воспаление. Воспалителна реакција на самиот организам и тој се труди да го имобилизира зглобот, значи да го укочи. Истото она што ние го правиме при секоја повреда, значи го имобилизираме делот кој што е повреден, за да може полесно да помене и да зарасне. Меѓутоа, овдека не настанува регенерација и тој зглоб на крајот на криштата, кога ќе поменат сите тие болни фази, кога ќе се ограничи неговото движење, престанува да боли, меѓутоа нема повеќе движење. Така. Рековме дека може да бидат и вродени тие проблеми со зглобовите. Исто така, самите години, самата возраст може да биде една од причините за овие заболувања. Дали мажите или жените имаат поголем проблем со овие заболувања? Дали може тука така да ги поделим? Да. Начално, жените повеќе страдаат од артрозните промени. Да речеме, граѓаните, односно пациентите, луѓето од исламска вероисповест страдаат многу повеќе од артроза на колената, поради тоа што тие се молат со клечење и поради тоа побрзо пропаѓаат колената кај нив. Значи, одредени популации во зависност од занимањето, во зависност од начинот на живење, заболуваат од различни артрози на зглобовите. Да речеме, кај реуматидниот артрит, често кај овие жените кои што се бават, кои што работат многу со вода, да речеме, кај рацете, на рацете се јавуваат деформитети најчесто. Понатаму, она што го спомнавте за разбојните деформации, значи вродените, може да бидат од различен степен, најчесто се јавуваат на колкот, на зглобот на колкот. Значи, разбојната деформација на колкот
представува едно комплексно заболување, каде што се јавува пореметување во чашката на самиот зглоб, на колкот, значи во ацетабулумот. Значи тој е недоразвиен и наместо да има еден одреден агол од 25-30 степени косина, тој е поголем аголот, така да главичката на бутната коска, ако е ова бутната коска со главичката, ова чашката, ова ако е диспластично, значи недоразвиено, покосо него што треба да биде, тогаш главата бега према надвор и доаѓа до незина сублуксација и луксација, се луксира од зглобот. Сега, пореметувањето може да дојде и по промена на ротацијата, значи на главата. Сите тие состојби, ако не се детектираат на време, веднаш после раѓањето, може да доведат до порано пропаѓање на зглобот на колкот. Па, нормално, детето кога треба да проводи, почнува да оди со накривување, тогаш се открива тоа, тогаш е веќе доцна за конзервативно лекување, па треба веднаш да се пристапи кон оперативно лекување. Додека пак ако се открие, сега има скрининг методи, имаме ние со модерните клинички прегледи, ехосонографијата на детски колкови, која што мора да се направи после раѓањето и после следователно на секој 3 до 6 месеци во зависност од резултатот кој што ќе се добие во претходните контроли. Значи на време може да се детерминира и детектира оваа состојба и навремено со конзервативни методи да се спречи развојот на самата болест и да се доведе до нормален развиток на самиот колк. На која е најмалата возраст на која што деца со вродени вакви аномалии може да се изврши ваков зафат? Конзервативен или оперативен збор? И конзервативен и оперативен. Да, конзервативниот почнува веднаш после раѓање, ако се детектира. Значи, после раѓањето, вториот, третиот ден се прави ортопедски преглед. Тоа е воведено уште, да речеме, кај нас е воведено пред 20 и нешто, 25-30 години во Македонија, бидејќи Македонија беше ендемско подрачје за таа работа, за недоразвиени колкови или развојна деформација на колк. Ние имавме многу висок процент на развојна деформација на колк е популацијата. Сега, благодарение на таа превентива, сме доведени во светски рамки, значи немаме веќе толков процент на развојна деформација на колкот. Значи, може да се делува превентивно и конзервативно од самото раѓање. Принципот на делување е дали ќе биде тоа со широко повивање само, во зависност од тоа каква е развојната деформација. Кој степен до преметување. Значи, принципот е од широко повивање со 2 пелени, 3 носење на специјални гакички, носење на павликови ременчиња, носење на Хилган и Рајнеров апарат специјален, кој што сите тие сите помагала, значи ги држат нозете, односно зглобот на колкот и нозете, во позиција на расширеност и свитканост. Значи тие се за да може колкот нормално да се развива, бидејќи тоа е позиција во која што колкот нормално се развива. Меѓутоа постојат други понапреднати деформации во самиот развој на колкот, кои што изискуваат други методи, како што би била, да речеме, една некрвава репозиција, значи без отварање, под анестезија, ако е колкот луксиран, да се намести, па потоа следуваат гипсани мобилизации кои што се менуваат со текот на растот на детето и тие самите овозможуваат, значи, до година дена, воколку се постапи вака, според овие едни правила кои што се за лекување на развојната деформација, да се овозможи детето после година дена да проводи без накривување и без никакви последици. Воколку самата развојна деформација, значи преметувањето на колкот е од поголем степен, тогаш се пристапува кон оперативни процедури. Оперативните процедури се првенствено во смисол, да речеме, првата оперативна процедура што се прави ако е луксиран колкот, да се направи крвава репозиција на колкот, значи со операција, да се зглоби самиот зглоб. Понатаму, негде после третата година се прави надкрувување, ако се уште не е доразвиен ацетабулум од чашката.
Понатаму може да се исправа ротацијата на самата, на горниот дел на бутната коска, значи да се доведе во добра позиција зглобот за развој. И сите тие процедури кои што се прават или оперативни или конзервативни, овозможуваат недека нормален живот до, да речеме, 50-та година, кога што повторно, бидејќи ако се постигне излекување конзервативно, може да трае нормално до крајот на животот. Меѓутоа, ако е по напредната развојната деформација, тогаш најверојатно тие ќе траат до негде 40-50 година, кога ќе се пристапи пак до друга оперативна интервенција. Инаку оперативните интервенции за оваа работа можат да се применат во било која доба, во било која возраст на пациентот. Истото се однесува и за другите заболувања, да речеме реуматските заболувања или инфекциите, или пореметување во васкуларизацијата на зглобните тела. Значи, да речеме, пореметувањето на васкуларизацијата на зглобното тело најчесто се јавува, тие се нарекуваат асептични некрози. Значи, настанува некроза, одумирање на коскеното ткиво, која што е асептична, значи аваскуларна, поради пореметено крвоснабдување. Не настанува поради некоја септична причина, значи поради инфект. Значи нема исхрана едноставно тој дел од коската, таа пропаѓа и после тоа настанува колапс на самиот зглоб и пореметување на конгруентноста на зглобот, на што го кажав порано. Сега тука ние може да помогнеме само на тој начин што ќе ја подобриме васкуларизацијата на зглобот, значи подрскавичното ткиво во самата спонгиозна коска. Тоа може да се направи со посебен тип на оперативни интервенции кои што не се толку сложени и кои што рутински се изведуваат. Најчесто настанува на главата на бутната коска и во зависност од тоа во која фаза е фатено заболувањето, има успех. Да речеме, ако е фатено во нулта фаза по 1/2, како што е, тогаш успехот може да оди до 80%, значи да се спаси зглобот. Ако е фатена веќе над третата фаза, тогаш успехот се намалува и доаѓа до 20-30%, мора да се прави друга интервенција, смисол на замена на зглобот. Така. Од вашето повеќегодишно искуство, кои се најчестите аномалии кои што и колку се чести ваквите вродени аномалии и на кои делови, дали само на колковите кај малите деца се јавуваат или пак можеби и на други делови? Најчести вродени аномалии кои што се јавуваат во детска возраст се секако размерната деформација на клокот, деформацијата на стопалата, односно вродено криво стопало, песеквиноварус конгенитус, меѓутоа тоа исто така е поврзано по старосни промени понатаму на малите зглобови на стопалцата. И тортиколисот кој што не влегува во оваа категорија, мислам, тоа е искривување на вратот поради затегање на мускулот на вратот од едната страна, кој што повеќе доведува до деформација на лицето ако не се лекува и на главата. Меѓутоа нема врска со дегенеративните заболувања. Така да, понатаму постојат и дел од болести кои што се јавуваат на колената, меѓутоа не се толку чести. Значи најчеста е деформацијата на колкот и деформацијата на стопалата, кои што може да доведат до ваква дегенерација, побрза дегенерација на зглобот на колкот. Сега малку за повозрастното население, нели, кога човекот ќе подмине во некои години од животот, велат дека заради истрошеност на коските и заради самите години има проблеми со зглобовите. Точно ли е ова? Вие спомнавте, меѓутоа малку по... Апсолутно, со текот на животот, значи, како што кажав, организмот старее. Значи, како сите органи, така и коскеното ткиво. Спомнав дека коската, односно рскавицата, има одреден број на клетки кои што не се заменуваат. Генетски, кај некои луѓе, значи, тоа е подоцна во текот на животот. Кај некој настанува порано. И да нема некоја причина, значи, кај сите доаѓа до старење на зглобовите.
Најчесто настануваат првите пореметувања на колената и на колковите. Со текот на возраста, значи доаѓа до трошење едноставно на рскавицата. Понатаму исто така дел може и остеопорозата која што настанува како причина за разречување на коската, па доведува исто до фрактури и до пореметувања кои што може да доведат до дегенеративни заболувања. Значи, сите ние сме кандидати за ова заболување. Лошото е што кај нас, него кај луѓето уствари, не може да се направи некоја превентива која што би рекле сега вака и вака ќе правиш за да биде вака и вака. Може тој процес да се успори, ќе зборуваме о терапијата како и што, меѓутоа да се излекува не може. Или да речеме сега да се направи некоја превентива, некој да прави нешто за да не настане до тоа. Значи тоа ќе настане било како. Така. Сега, зависно, кај некои луѓе може да и нема да настане, али ако живеат па 100 години, пак ќе настане. Се зависи. Така да од тоа нема спас. Добрата работа, значи, во целото тоа е што може со модерната медицина, која што е од 60-тите години па на 50-тите, модерната ортопедија, Така. да секој зглоб да се замени со вештачки зглоб, со материјали кои што се биокомпатибилни, значи не создаваат реакција на самиот организам, на тие материјали, организмот не ги отфрла и си функционираат комплетно како нормален зглоб. Значи без болка, без никакво пореметување, најнормално се користи екстремитетот и зглобот и најнормално човекот си го живее понатамошниот живот. Проблемот кај нив е евентуално во пораното пропаѓање, да речеме, ако има луѓе кои што во зависност од тоа како се употребува, оние кои што ексцесивно го употребуваат вештачкиот зглоб, порано ќе пропадне, меѓутоа обично нивниот век на трајање сега во поново време е некаде околу 20-30 години. Така. Вие пред малку ја споменавте и симптоматологијата на овие заболувања. Кога треба да се јават луѓето на лекар? Па веднаш им осетат нешто за кое што мислат дека е проблем во движењето на некој одреден екстремитет. Самиот почеток не да чекаат. Да, не да чекаат сега ќе ми помине денеска утре, затоа што да речеме она што го кажав кај септичната некроза на колкот. Првото што се јавува е болката. Болката може да биде мала од почетокот, да нема, па да исчезне, па да се јави после 2 дена пак. Тоа е знак дека треба да се направи една контрола, бидејќи асептичната некроза во нултиот стадиум не може да се открие со клинички преглед, значи ќе има некоја нелагодност во движењата, ама не до толку. Не може да се открие со обичен рентген, обична рентген слика. Не може да се открие со магнет. Значи, ни со магнетна резонанца не може да се открие нултиот стадиум, може да се открие само со скен на скелетот со технициум 99. Тоа е посебно снимање каде што се појавува зголемена прокрвеност на главичката, на главата на бутната коска. Значи, секое пореметување било кое треба да се свати сериозно и да се обрати пациентот на ортопед кој што ќе уточни работата. Не треба, во секој случај не треба оно што јас го кажувам сега во последно време мода, да се прави магнет за све. Значи, прво треба еден добар клинички преглед за се, па после тоа ортопедот ќе каже дали треба ова или она испитување да се направи. Затоа што сепак стручноста е различна на матичниот лекар, различна на ортопедот. Така. Колку се чести инфекциите на коските, па и на зглобовите? Инфекциите на коските се релативно не толку чести во општата популација, во општата патологија на ортопедијата. Значи, обично се јавуваат после некоја повреда, во колку настане отворена скршеница, било да е тоа зглобна или коскена, тогаш под дејство на надворешниот фактор, односно надворешни микроорганизми, настанува дисеминација на тие микроорганизми, настанува инфекција на коскеното ткиво. Исто така може да биде секундарна инфекција, значи во колку постои некое жариште во организмот
грло, кожни промени, кожни инфекции, преку допир, значи перконтинуитатен, тоа се вика преку допир, значи да се пренесе микроорганизмот, или хематогено преку крвта и да дојде во зглобот или коската, обично кога има пад на имунитетот. Значи, ако имаме пад на имунитетот, тогаш тоа може да се јави. Тоа е опасна состојба, бидејќи во медицината, во хирургијата важи правилото дека во стомак е отворен и за време на операција може да се плукне, а на коска не смее ни да се погледне. Затоа што коската, инфекцијата на коска многу тешко се лечи. Затоа треба многу внимание, со многу внимание да се пристапи кон лекувањето. И обично тие инфекции се долготрајни и ако е зглобна инфекција, доведува сигурно до пропаѓање на зглобот. Така. Доколку навремено се диагностицираат овие дегенеративни заболувања, може ли да се спречи понатамошен развој на болеста? Да, тоа го спомнавме, значи да се спречи не може, бидејќи процесот трае. Чим почне, тој веќе нема запирање негово, меѓутоа може да се одложи, може да се успори неговиот тек. Во денешно време, значи покрај физикалната терапија, која што е број 1 во лекувањето, на болката, на отокот, на сите тие симптоми кои што се јавуваат кај дегенеративните заболувања на зглобовите, во денешно време, во поново време, има препарати кои што се даваат директно во зглобовите или се даваат перос. Секако дека поефикасно е оние што се даваат директно во самиот зглоб. Тоа се ампули, инекции кои што се на база на хијалуронска киселина. Хијалуронската киселина уствари основната состојба на синовијалната течност. Се произведуваат од животинско и од човечко потекло и овозможуваат подобра исхрана на самата трскавица и подобро подмачкување. Може да се даваат еднаш годишно, има такви препарати кои што се еднаш годишно, еднаш на 6 месеци, некои се даваат 3 во рок од 3 недели, значи во зависност од концентрацијата на таа хијалуронска киселина. И во поново време, метода која што е наречена PRP, односно плазма рич протеин, од самиот пациент, значи се зима одредено количество на крв, таа се центрифугира, се одделуваат крвните елементи, значи крвните зрнца, црвените, белите, тромбоцитите, останува само течниот дел плазмата, во која што има хормони на раст, матични клетки и други протеини, ензими, кои што ја подобруваат исхраната на раскавицата и тој дел се инјектира, значи директно со инекција се става во самиот зглоб кој што е зафатен. Тој плазма рич протеин исто се користи во поново време и за зараснување на рани, кај проблеми на сврзните ткива, па и во пластичната хирургија во последно време за фейслифтинг, за такви работи. Така, тоа е еден дел од третманот на дегенеративните заболувања. Кои се уште методи се користат? И сега нормално, некои методи кои што се, да речеме, пошто обично третманот на дегенеративните заболувања е симптоматски, значи ние ги лекуваме симптомите. Овдека делумно лекуваме каузално, значи причински. Кај реумата не може да делуваме причински затоа што не го знаеме причинителот. Реуматоиден артрит кој што има повеќе форми. Значи има негде колку 20-30 врсти на реуматоиден артрит и знаеме дека е автоимуно заболување, значи некој тип на алергиска реакција, односно реакција на антиген-антитело. Значи организмот ствара антигени на некој свој антитела и поради тоа настанува пореметувањето на таа синовија и на зглобна трскавица. Значи тука не може да делуваме каузално на причинителот, делуваме симптоматски, да ги олесниме тегобите. При тоа мора да пазиме, значи, за тоа лекување, бидејќи најчесто тоа се прави сега во поново време не толку, меѓутоа порано се правеше многу со кортикостероиди, кои што ја смируваат воспалителната реакција и на тој начин ја замаскираат клиничката слика, односно процесот тече,
зглобот пропаѓа, пациентот нема болки, релативно добро се чувствува, меѓутоа како се престане со тие и кога ќе дојде веќе моментот кога тие нема да делуваат, зглобот ќе биде комплетно уништен. Така да треба секогаш да се следи состојбата со добар клинички преглед, со правење рентгенграфии кога треба на време, евентуално магнетни резонанци и така, за да се одреди моментот кога треба веќе хируршки да се делува. Така. Какви последици можат да произлезат од овие дегенеративни заболувања на зглобовите? Завршната фаза во секој случај е инвалидитет од различна степен. Така. Значи, нормално дека по почетокот човекот ќе биде неспособен за работа делумно, како што тече процесот, може да дојде значи, и до легнување во кревет, кога веќе нема да биде способен за движење, не да камоли за работа. Значи нема да биде способен да си ги бава основните животни активности, а исто така и работните задачи. Така, веројатно тука треба да се направи и хируршки зафат. Да, да. Освен во овој случај, кога се прави хируршки зафат на зглобовите? Па секогаш треба да се направи cost benefit, значи воколку е некој развојно заболување, тогаш треба да се направи, да се извага во зависност од растот, периодот на растот, да се направи исправање на деформитетот, кој што ќе доведе до подобра конгруенција, односно до подобро зглобување на самиот зглоб. Понатаму да се направи cost benefit возраста на пациентот со дефинитивно решавање на зглобот на дегенеративно заболување на зглобот со имплантирање на тотална протеза. Бидејќи протезите кои што денеска се користат, тоа се така наречени ендопротези. Пациентите мислат кога ќе чујат протеза, мислат ќе му се сече екстремитетот, ќе му се стави вештачки. Ова е ендопротеза, значи тоа е протеза која што само ги заместува, ги заменува зглобните тела. Значи не се сече голем дел од коска, не се сече целиот зглоб, него се сечат само зглобните тела и тие се заменуваат со титаниум, со специјална пластика. Сега, нивната фиксација е различна, може да биде безцементна, значи и цементна. Цементната техника, значи спојување на протезата со самата коска преку специјален коскен цемент. А безцементната техника е техника во која што самата коска навлегува внатре во протезата и таа станува нејзин дел. За да, ако сакаме да извадиме таа ендопротеза, треба да кршиме коската. Да. Значи, треба да направиме да го извагаме тоа, пошто таа протеза, која што е ендопротеза, која што ќе ја ставиме, има свој секако век на трајање од 20-30 години и да се намали можноста за ревизија, односно за повторно имплантирање на друга протеза. Иако кај некои пациенти мора да дојде и до таа состојба, кога таа протеза па треба да се замени со друга. Меѓутоа и тоа се прави, тоа е денеска рутински. Колку временски е да трае еден ваков оперативен зафат или се индивидуално во зависност од... Индивидуално е од искуството на хирургот. Так. Добро, сега зависи од пациентот во секој случај, да речеме кај гојазни пациенти е по-тешко да се имплантира самата протеза, меѓутоа не е толку голем проблем, али обично не е дека од половина час до час и половина. Така. Им треба ли психичка... Зависно, кај ревизиите може малку подолго да трае. Сега во денешно време техниката кај оние хирурзи кои што се значи добро истренирани, добро обучени, кои што имаат големо искуство, значи оперативната интервенција кратко трае, нема крвоснабдување, крвозагуба голема. Резот од порано што беше околу 20-30 сантими се сведе на 10 сантими. Се оди на минимално инвазивни техники, значи. Така, се плашат ли пациентите од оперативниот зафат? Дали имаат потреба од можеби психичка подготовка? Да, во секој случај. Зависно од психологијата, психолошката компонента кај секој пациент. Има пациенти кои што многу се плашат, има некои кои што не се плашат воопшто, меѓутоа со добро објаснување, со добар пристап, што, како го чека пациентот,
постоперативно, самиот сваќа дека тоа е она што треба да го направи, дека е добро. Кајме да речеме, доаѓале пациенти кои што никој не можел да ги убеди за оперативна интервенција, не можат да одат веќе, али после тоа, после муабетот кој што сум го правил, дефинитивно се одлучуваат за оперативна интервенција. Што следува во постоперативниот период кај пациентот? Па оперативната интервенција се изведува најчесто во спинална анестезија. Тоа значи дека зборувам сега за долните екстремитети, а за горните екстремитети во аксиларен блок, значи може да биде. Значи тоа секаде каде што може да се даде тој еден тип на локална анестезија, се применува таа анестезија бидејќи е полесна за пациентот. Таа трае негде околу 2, 3, 4 сати, може да биде потенцирана да трае подолго ако има потреба. И веднаш после пуштањето на анестезијата, значи после попуштањето на самиот анестетик, пациентот почнува со вежби во кревет, почнува со седнување, наредниот ден веќе станување со одалка, четвороношка, следи одење со патерици, значи активација рана, третиот, четвртиот ден си оди дома, на домашна нега, после 2 недели се вадат конците, оди на бања, целата процедура завршува за месец и пол, 2, кога се фрлаат и патериците и се е готово. Пациентите имаат голем бенефит кога ќе видат дека всушност веднаш после оперативната интервенција исчезнуваат болките кои што ги имале пред тоа. Значи нив ќе ги боли тоа што е сечено, меѓутоа таа болка е неспоредлива со таа болка што имале претходно. Бидејќи да речеме има некои карактеристики на клиничката слика кои што пациентите, тоа го испуштивме малце да го кажеме, кои што пациентите би требале да ги увидат. Значи често нашите пациенти доаѓаат на ортопед и кажуваат ме боли колкот, а се држат позади. Значи се држат дебелото месо што го викаме. Да. Тоа не е колкот, колкот не боли така. Значи тоа е кичмата. Тоа е лумбалниот рвет. Па поготово болката ако се протега низ ногата доле, ако оди нагоре или ако боли само на тоа место позади во дебелото месо, тоа е кичмата. Колкот боли секогаш напред во ципата. Или болката може првенствено да биде во коленото од предниот дел, бидејќи таа болка е ирадиационна, односно се шири од горе преку предниот мускул на надколеницата во самото колено. Затоа што тоа е поврзан еден систем на лостови кој што се јавува во долниот екстремитет. Така да, ако се знаат овие работи, тогаш многу лесно може да се дојде и до дијагноза правилно. И испитувања кои што треба да се направат. Во секој случај, освен терапијата која што може би се дава заради оперативниот зафат, заради резот кој што се направил, веројатно друга терапија не примаат. Друга терапија не примаат. Сега нормално ако си имале друга терапија, друго некој заболување. Но конкретно, меѓутоа конкретно за постоперативно само аналгетика која што се дава 2-3 дена. Првиот, вториот ден може да се даде превентивно антибиотик, кој што спречува евентуално настанување на инфекција, бидејќи инфекцијата на вакви случаи е катастрофа. И толку. Колената, ендопротезите, односно операциите со ендопротези на колена, малку повеќе болат, значи првите 2-3 дена додека се постигнат нормалните движења. И затоа се превенираат со поголема доза на антибиотици, на аналгетици. Меѓутоа, тоа е толку, после тоа ќе се завршува. Во секој случај, крајната рехабилитација и добивање на комплетно на движењата се јавуваат за време на физикалната терапија, односно бањското лекување. И секогаш, нормално, кај помладите активни пациенти, полесна е рехабилитацијата постоперативно. Треба да се напомене дека, значи, она што го спомнавме, дека не може човек да се заштити од оваа работа. Тоа беше моето следно прашање. На глобовите на артроза. Меѓутоа, бидејќи кај луѓето кои што се премногу активни, кај спортисти кои што се ексцесивно се бават со спорт,
побрзо доаѓа до пропаѓање на зглобовите. Владе Дивац, да речеме, Така. првен кошаркар, има 2 колена. Со веќе на 40 години ги доби колената, кога престана одма со активно играње. Така има редица од такви врвни спортисти кои што завршиле со ендопротези. Меѓутоа пак не треба ни лежење дома, бидејќи така. ортопедијата е она што го викаме животот е движење, движењето е живот. Така да треба еден баланс и треба во секое време на развојот, на растот, на животот да се знае колку може да се оптеретува. Сега на 53 години, да речеме, апсурдно е и глупаво да земам да играм фудбал или кошарка. Можам рекреативно да фрлам 2-3 пати, да шутнам 3 пати, толку. Затоа што ако почнам да играм како што сум играл на 20 години, на 30, сигурно ќе се повредам. Така, така. Можно ли е луѓето да живеат здраво и без болки во зглобовите и во коските? Како сигурно. начинот на живот тука влијае на начинот на работа, самиот стресен живот кој што многумина од нас го живеат. Колку сето тоа има влијание врз? Има тоа што го спомнавме, значи самото ексцесивно оптеретување, движење, напор, било каков напор над границите на нормалното, придонесува до побрзо пропаѓање на зглобовите. Исто така и нездравиот начин на исхрана доведува до побрзо пропаѓање на коскеното ткиво, доведува до побрзо разречување на коската. Значи, ако сето она што ако не се ресуваат доволно витамини, доволно минерали, тоа доведува до пореметена исхрана на сите ткива и органи, па така и на коскеното ткиво. Така. Значаен елемент во врска со коските и зглобовите е веројатно калциумот. Така. Како треба да се зема калциумот? Дали може на своја рака луѓето да земаат калциум, освен се разбира преку храната? Па, Можно ли е калциумот да, ако не го земаме според препорака на лекар, да се таложи таму каде што не треба? Да, секако може да се таложи во други органи. Вие знаете дека имам камења во бубрезите, камења во другите органи. Значи тоа е кога има ексцесивно излачување на калциумот од коската во крвотокот и таложење на други органи. Поради тоа треба да се направи еден баланс на организмот, за да има, бидејќи коската учествува активно во метаболизмот, во човечкиот метаболизам. Значи, коската не е чисто потпорен механизам кој што служи само за заштита на органите или за движење на човечкото тело. Туку активно учествува во метаболизмот на калциум, на фосфор, значи во размената помеѓу органите на калиумот, кој што е многу битен за работа на кардиоваскуларниот систем. Значи, целото тоа е еден склоп, еден баланс кој што мора да се урамнотежи. Во секој случај на своја рака не треба да се зимаат ни едни лекарства, меѓутоа здравата исхрана со овошје, зеленчук, млеко, млечни производи доведуваат, особено во фазите на растот, а нормално е во текот на целиот живот, ќе доведат до едно здраво коскено ткиво во постариот период и до олеснување на старост. Веројатно и зголемената телесна тежина тука има Да, влијание. апсолутно. Како една од Зголемената телесна превентивните тежина е мерки. еден од по-големите фактори, да Така. речеме, за настанување на пореметување на зглобовите, дегенеративни, особено на нозете, на колкото и на колената, па и на скочните зглобови. Бидејќи зглобовите се предодредени да трпат едно одредено оптеретување. Во фазата на одот, да речеме, кога застануваме на едната нога па се префрламе на другата, човечкото тело, односно таа нога на која што стоиме во моментот, трпи 3 пати поголемо оптеретување од нашата тежина. Сега, ако значи, коските се предвидени да држат една нормална тежина од 80-90 килограми, да речеме, зависно од висината, она body mass индексот што го викаме, ако ние ексцесивно ја зголемиме 30-40 кила повеќе, тоа нормално дека ќе доведе до порано пропаѓање на зглобовите.
Така да, сите тие фактори, како што се телесна тежина, пореметена исхрана, пореметена концентрација на масни ткива, на масни клетки, сите може да доведат до некое пореметување во самите крвни садови, во делови, во таа калциумска решетка која што има кај коската и да доведат до несено побрзо пропаѓање и до побрза генерација на зглоб. Доктор Ношпал, јас ви благодарам за времето кое што го одвоивте и бевте гостин во емисијата Живе и здраво на К1 телевизија. Се надевам дека повторно ќе ни бидете гостин. Благодарам, со задоволство. Почитувани, тоа беше се за денешното издание на емисијата. Јас ве поздравувам и се разбира се гледаме за 7 дена со нова тема.